Една од омилените актерки Дженифер Анистон ги воодушеви обожавателите претходно оваа година, кога беше откриено дека е во врска со гуруто за љубов Џим Кертис. Ако им се верува на странските медиумски извори, актерката е пресреќна во својата нова врска и конечно ја пронајде љубовта што ја бараше. Колку е заљубена сведочи и фактот дека често зборуваше за Кертис во своите интервјуа, што претходно не го правеше, речи се никогаш не откриваше детали од нејзиниот приватен живот. Сега таа се придружи на трендот на социјалните мрежи и покажа како изгледаат празниците во нејзиниот дом, а во серија фотографии, она на која Кертис држи бебе во раце, привлече најголемо внимание. Вие испраќам целата љубов, среќни празници, напиша Дженифер. Порано овој месец извор изјави за списанието People дека новиот холивудски пар планира да го прослави Божик со повеќе патувања. Пред известно време Јелена Карлеуша и подарила примерок од својата линија парфеми и на Вики Милковиќ со порака да ја го предаде на нејзината кума Цеца Ражњатовиќ. Тој потек предизвика бурни реакции кај публиката за време на емитувањето на емисијата Амиџи, а социјалните мрежи буквално се вжештија во тој момент со коментари и шпекулации. Сепак, иако настанот привлече големо внимание во јавноста, до ден денес не е познато како Цеца реагирала на овој подарок, ниту дали Вики воопшто и го дала парфемот. Оваа мистерија дополнително го разгоре интересот на јавноста, па затоа се уште се шпекулира дали станува збор за обид за помирување, провокација или само маркетиншки потек што останал без епилог. Сега оваа ситуација ја разоткри пријателот и фризер на Ражњатовиќ Стефан Радивоевиќ. Кога ќе влезете во бањата на Цеца, немате каде да го оставите вашиот парфем. Сигурно нема место за Јелена, а нема ни место Јелена да им испрати некој друг. Значи нема место за парфеми кај Цеца. Нека му го даде парфемот на некој друг, не ми го праќате ни мене затоа што нема место за нејзиниот парфем ниту кај мене, изјавил Стефан Радивоевиќ за домашните медиуми. Сепак пред 3 месеци Вики дипломатски одговори и кога ја прашаа дали дала подарок на Цеца од Карлеуша. Не сум ја видела Цеца долго време. Се занимавам со своји животни теми. Го пробав парфемот веднаш во емисијата Добаре, заклучи таа, а објави Српскиот курир. Во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, Владко Миладиновски одржа концерт кој ќе остане запаметен како редок и значен момент за македонската музичка сцена. За прв пат во пресрет на новата година во салата цела вечер одекнуваше исклучиво македонска музика. Концертот прирасна во вистинска патриотска вечер со исполнување на традиционални и современи македонски песни, додека на трибините се развеа македонското знаме со 16 краци. Во салата се формираше едно од најголемите македонски ора во кое се вклучија и познати и непознати, обединети во заедничка игра и песна. Вечерва со почеток во 19 часот во Театарот за деца и младенци Скопје ќе се одржи премиерата на представата Која е Лорет, наменета за публика на возраст од 6 години нагоре. Која е Лорет е представа што го истражува прашањето на идентитетот и припадноста, отвора простор за разбирање на различностите и ја поттикнува публиката да го препознае и прифати другиот. Во фокусот на приказната е Лорет, девојче со Даунов синдром, кое не е дефинирано преку една особина, туку преку сите улоги што ги живее. Ќерка и сестра, ученичка и пријателка, актерка, режисерка и сликарка. Таа е дете со соништа, таленти и емоции, кое го сака истото што го сака секое друго дете, да биде видено, прифатено и сакано.